Фабрика за марихуана се гради непосредно до училиште во кое учат 150 на основци од струшките села Мороишта, Ложани и Дрслајца, каде што всушност е и лоциран објектот. Бидејќи градилиштето не е означено со информативна табла, мештаните за ова дознале од работниците кои работат таму. Сакаме да бидеме информирани, да знаеме што се гради, како се гради, под кои услови се гради, дали има одобрение, дали нема одобрение, дали имат одобрение, нема одобрение, како ќе биде обезбедуван објектот, кој е инвеститорот, кој е собственикот, која заштита ќе имаме ние на нашите деца. И имат сега 2-3 месеци нон-стоп идат луѓе со странски таблици, претежно со албански таблици. Нон-стоп. Се започна пред околу 2 години, но ние не се осврнувавме на гласините дека се работи за фабрика за марихуана, бидејќи градежните активности стопираа, за сега наеднаш да се интензивираат. Кога почнаа да се дигаат високите ѕидини со бодликава жица, ни беше јасно дека тука ќе никне фабрика за марихуана, велат мештаните. Највеќе не загрижува тоа што фабриката се наоѓа едвам на 100 метри од училиштето. Бидејќи објектот е лоциран во густо населена средина, луѓето веќе ги продаваат куќите и се иселуваат, раскажуваат жителите. Тој еден што бил тука, наводно е продал куќата, па се иселил, сметајќи дека такво нешто се гради тука во неговата близина и од тие причини луѓето го искажуваат тоа свое незадоволство. Уместо спортот да се развива во државата, нажалост, еве ќе дојдат некои ситуации кои што се несоодветни и сметаме дека може би инстанциите треба да преземат некоја одговорност. Заради тие работи решивме да поднесеме барање до надлежните, да се стопират доколку нема дозвола, да не му се издава, доколку има да се стопира додека е време, додека не е почната со работа. Жителите од трите села потпишаа петиција која ќе ја достава до Министерството за здравство. Во зависност од известувањето што ќе го добијат оттаму, ќе превземат други правни механизми, а најавуваат и протести. Инаку, како што дознаваме, фабриката почнала да се гради на приватен имот, а инвеститор е државјанин од Албанија. Фабриката е целосно изградена, се изведуваат последните градежни активности како дел од критериумите потребни за да се добие дозвола за работа.